Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по кратките најави. Гледајте не. Белгиски компании заинтересирани за инвестиции во Македонија. Николовски не даде одговори на прашањата на земјоделците, но неговата службена посета отвори прашања кои според Наунчев СДСМ мора да ги одговори. Во тек се подготвителните работи за замена на водоводот во општина Неготино. Ќе се реконструира на сите улици по приоритет. Белгиски компании заинтересирани за инвестиции во Македонија по запознавањето со поволностите за бизнис кои ги нуди земјава. Белгија е меѓу 10 најголеми трговски партнери на Македонија. За првите 10 месеци од годинава трговската размена со Белгија изнесува 155,9 милиони долари. Над 100 белгиски компании се запознаа со бизнис поволностите за инвестирање во Македонија. Во наредниот период се очекува неколку од нив да ја посетат земјата, со цел да се уверат во условите кои Македонија им ги нуди на странските компании. Ниското даночно оптоварување, добрите административни услови, квалитетната работна сила и добрата логистика и инфраструктура се причините поради кои белгиските компании покажале интерес за инвестирање. Има интерес за условите што ги нуди Македонија, меѓу кои секако ниското даночно оптоварување, добрите административни и други услови, ослободувањето од даноците во делот на зоните, квалитетната работна сила и добрата логистика и инфраструктура што ја нуди нашата земја, како и можностите што ги даваме како земја во која што континуирано се спроведуваат реформи за подобрување на бизнис климата. Присуството на Ван Хул како значајна фирма од Белгија во Македонија, според Ставревски, помага во привлекувањето инвестиции од овој регион, бидејќи компаниите гледаат дека има успешна инвестиција во Република Македонија, која ќе привлече нови инвестиции. Очекувам во следните 2-3 месеци да имаме неколку посети врз база на она што досега го разговаравме со бизнисмените и нивниот интерес, и дел од тие посети да резултираат со нови инвестиции и отварање на нови работни места. Белгија е меѓу 10 најголеми трговски партнери на Македонија. За првите 10 месеци од оваа година трговската размена со Белгија изнесува 155,9 милиони долари, од кои 101 милион отпаѓаат на извозот од Македонија. Минатата година трговската размена пораснала за 9,6%, додека извозот од Македонија во Белгија за 3,4%. Новиот владин проект кој ќе стартува од 1 февруари следната година ќе овозможи младите до 35 години полесно да дојдат до сопствен дом. Проектот Купи куќа за млади го најави премиерот Никола Груевски. Сопствен дом за младите до 35 години, ова е новиот владен проект кој денеска го најави премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Во своето обраќање, тој посочи дека владата продолжува со мерки за унапредување на условите за стекнување на дом за секоја општествена група. Во досегашните проекти вклучени се становите за социјално ранливи групи, изградба на станови за млади брачни парови, намалување на ДДВ од 18 на 5%, како и бесплатни проекти за куќи. Веќе предвидени се законски услови за почетна цена за земјиште за изградба од 1 евро, како и намалување на комуналиите. Преку негово усовршување, сериозно унапредување и воспоставување на посебен фокус за поддршка на младите луѓе до 35 години, за да можат да стекнат свој дом. Затоа што токму младите луѓе, младите семејства, се тие што туку-што започнуваат да создаваат сопствен дом. И тие имаат приоритет во оваа смисла. Денес сакам да објавам дека од
најдоцна од 1 февруари 2016 година. Покрај тоа што продолжува проектот Купи куќа, купи стан, тој продолжува и понатаму. Ќе стартува и нов проект. Проектот Купи куќа за млади. Овој проект ќе значи сериозно, драматично и изворено позитивно унапредување на условите за купување на куќа од страна на младите луѓе, преку овозможување на дополнителни поволности. Со проектот Купи куќа за млади, оние до 35 годишна возраст кои се или не се во брак, ќе може да бираат меѓу два модела за да им се даде можност да добијат неповратни средства за да купат куќа. Субвенцијата ќе се однесува, односно владината помош. И овој проект ќе важи за купување на ново изградени куќи кои се градат од страна на градежни компании со цел потоа да се продадат, односно тоа се изградени, но не вселени куќи. Куќи во кои треба доправа да се всели првиот собственик. Или пак изградба на собствена куќа, на свое земјиште, или пак надградба и доградба на куќа. На овој начин ставаме фокус и на дополнителна поддршка на градежништвото и градежните компании во Република Македонија. Може да аплицира секој заинтересиран кој има примања до 900 евра или до 1300 доколку станува збор за брачни другари. Услов е корисниците да немаат во сопственост друга куќа или стан, како и да бидат кредитно способни баратели. Со ова се очекува да се стимулира и наталитетот во државата. Средствата за проектот се дел од буџетот за 2016 година, а со ребаланс би биле предвидени дополнителни средства. Николовски не даде одговори на прашањата на земјоделците, но неговата службена посета отвори прашања кои според Горан Наунчев СДСМ мора да ги одговори. Од ВМРО ДПМН додаваат дека земјоделците знаат да направат разлика и дека нема да наседнат на ефтините трикови на Николовски. Никој не очекуваше дека партиските кадри на СДСМ ќе се однесуваат одговорно спрема функцијата која ја заземаат во министерствата, но и не очекуваа дека нивното однесување ќе отиде до таму, што дополнителниот заменик министер за земјоделство Љупчо Николовски ќе се обиде да ги замочи земјоделците и да ги манипулира пред целата јавност. Наместо да ги слуша земјоделците и да даде одговор на легитимните прашања кои му ги упатија, Николовски покажа целосно незаинтересираност и омаловажување. Тој заедно со партискиот секретар на општинската организација на СДСМ од Велес, за кој се уште не е јасно во кое својство го придржуваше дополнителниот заменик министер, на неговата службена посета во Велес, им го сврте грбот на земјоделците и побегна. Николовски не даде одговор на прашањата на земјоделците, но неговата службена посета во Велес отвори прашања кои според Наунчев СДСМ мора да ги одговори. Каква е таа службена посета на дополнителниот заменик министер, на кој доаѓа со секретар на општинска организација на СДСМ и десетина партиски активисти? Каква порака сака да испрати дополнителниот заменик министер од СДСМ, кој во службена посета на подрачната единица на Министерството за земјоделие доаѓа со партиски активисти? Кој работи во интерес на земјоделците и кој води вистинска грижа за земјоделството, се гледа и од исплатените субвенции, вели Наунчев, потенцирајќи дека нешто помалку од 6 милиони евра се исплатиле субвенции во времето на СДСМ, наспроти 100 милиони евра исплатени субвенции во времето на ВМРО ДПМН. Во овој период само во Велешкиот регион, односно општината Велес, Чашка и Градско, беа доделени повеќе од 26,5 милиони евра субвенции, а изминатата 2014 година за оваа намена се доделија 4,8 милиони евра за велешките земјоделци. На републичко ниво изминативе 9 години доделени се 800 милиони евра субвенции, од кои во 2015 година се издадени 100 милиони евра субвенции. Од ВМРО ДПМН сметаат дека токму поради ваквата поддршка, земјоделците знаат да направат разлика и немало да наседнат на ефтините трикови на Николовски и на СДСМ. Дополнителниот заменик министер за земјоделие Љупчо Николовски ги извиси и земјоделците од Неготино и Кавадарци. На закажаната средба министерот воопшто не се појавил и покрај тоа што земјоделците сакале да го прашаат прашања кои за нив се од голема важност.
Земјоделците од Неготино и Кавадарци извисина дополнителниот заменик министер за земјоделие од редовите на Социјалдемократскиот сојуз Љупчо Николовски. На закажаната средба министерот воопшто не се ни појавил. Земјоделците велат дека сакале да го прашаат Николовски за некои прашања кои за нив се од голема важност. Воедно ваквото негово несериозно однесување остро го осудија. И сакавме да дознаеме некои работи што се дешаваат со земјоделците како, но за жал тој не дојде. По кои причини не знаеме, дали се уплаши што е работа, не знаеме. Реагираме остро да ме блокираат, како да не ги пушта земјоделците да го блокираат буџетот. Сработа е тоа. Оне го се каже земјоделци че дојдеш да че имаше образ, но не ги сака ни земјоделците, веројатно и за тоа нема ниво. Председателот на Сдруженијето на земјоделци Агротиквешија, Љупчо Аризанов, вели дека земјоделците се задоволни од мерките и активностите кои оваа влада ги спроведува во однос на земјоделието. Тој преку споредба ја истакна разликата помеѓу оваа и претходната влада. Кога тога беше СДС на власт и премиер беше Бучковски, 6 милиона евра имаше предвидено за земјоделието, истите не се дадоа на земјоделците, него се пренасочија тогашно време за пензијскиот фонд поради тоа што истиот беше во колапс. Иако Николовски од Велес порача дека има притисок врз земјоделците, тие со спротивен став. Притисци преку земјоделците нема ништо. Притисци он треба да изврши на нивните визби, комунистичките визби нивни, да не ги пуштат парите на време. Друго не треба ништо од него. Немам што да кажам друго. Дополнителниот заменик министер за земјоделие Љупчо Николовски, земјоделците од Кавадарци и Неготино го чекале повеќе од 3 часа. Одржана петата форумска сесија во Демир Капија, одредени најприоритетните проекти за граѓаните кои во рамки на работењето на локалната самоуправа со општински буџет треба да се реализираат. Изградба на плоштад во Демир Капија, реконструкција на улици и изградба на атмосферска канализација беа најприоритетни за граѓаните на Демир Капија. Ова се резултатите од петтата форумска сесија, одржана во соработка со програмата Форум во заедницата. Тука се и низа други проекти кои во рамки на работењето на локалната самоуправа со општинскиот буџет треба да се реализираат. Со спроведувањето на овој буџетски форум, уште еднаш покажавме дека нашата општина работи транспарентно и секогаш во интерес на своите граѓани. Се трудев во целост да ги следам и активно да учествувам на сите досегашни сесии. Внимателно ги слушав сите ваши дискусии и предлози. Разговаравме за вашите проблеми и на лице место се обидовме заеднички да најдеме решение за повеќето од нив. Целта на буџетскиот форум е граѓаните да дадат свој придонес во создавањето преку давање предлози за тоа како да се зголемат приходите на општината и каде да се распределат трошоците согласно нивните потреби и приоритети. Секторот за внатрешни работи Велес информира дека денес околу 12 часот и 15 минути пријавено е дека на железничката станица во Велес дете родено во 2001 година е повредено од струен удар. Првичните информации се дека детето е повредено откако се качило врз вагон паркиран на железничката станица. На детето укажана му е лекарска помош во медицински центар Велес и истото е претпратено на скопските клиники. Увидна екипа од секторот за внатрешни работи Велес изврши увид на лице место. Свети Николе денес го празнува својот патрон. Телефонски ја вклучуваме колешката Катерина Нацева, која ги има деталите за свечената седница. Кате, дали се слушаме? Да, студио, што туку заврши свечената академија, со која впрочем и започна тридневното чествување на патронот на градот Свети Никола. На свечената академија беа доделени награди на личности и организации кои дале свој придонес за афирмација и промоција на Свети Николе и секако постигнати резултати. На самата академија свечено обраќање имаше и градоначалникот Зоран Тасев, кој ги поздрави присутните, го честиташе патронот и воедно направи еден краток осврт на сегашните и идните проекти кои што ќе бидат кои ќе се реализираат во иднина, а ќе бидат од големо значење за подобрување на животот и средината на Свети Николчани.
со повеќе информации и детали во текот на утрешните вести. Студио. Јас ти благодарам, Кате, за ова јавување, а ние продолжуваме понатаму. Во тек се подготвителните работи за замена на 70 години стариот водовод во општина Неготино. Со новата 8-километарска водоводна мрежа ќе се прекинат загубите на вода кои се повеќе од 70 до 80%. Реконструкциите ќе се вршат на сите улици по приоритет. Во тек се подготвителните теренски работи за започнување на реконструкцијата на водоснабдителниот систем во Неготино. Обновата ќе значи промена на водоводната мрежа, стара повеќе од 70 години, од која општината трпела загуби на вода од повеќе од 70%. Рокот е 9 месеци за изведба и мислам дека во наредното лето нема да имаме проблеми со водоснабдувањето, односно че имаме 24 часовно водоснабдување со замена на целата водоводна мрежа во град Неготино. Неготинчани ќе добијат нова 8-километарска водоводна мрежа. Парите се обезбедени преку проектот кој општината го доби од Светска банка со поволна кредитна линија. Ги одбиравме улиците по приоритети, значи ова има најмногу дефекти, најмногу загуби кои редовно се сервисира, но и покрај тоа дотраената водоводна мрежа не можеше да го издржи тој притисок и затоа одлучивме да започнеме од тука. Се спрема црево кое е 10 барско издржливо, за да може да во следниот период, односно во наредните 100 години, да не мислиме на замена на водоводната мрежа во целиот град Неготино. Земјените ископи ќе продолжат на улицата Иво Виларов, која е со должина од 500 метри. Поради комплексните градежни работи, се очекува движењето по улиците да биде отежнато. Од локалната самоуправа информираат дека навремено ќе ги информираат граѓаните на кои улици и во кој период ќе се изведуваат градежните работи. Земјоделците редовно ја добиваат исплатата на субвенциите. Бесплатни патувања ќе добијат најдобрите студенти со просек од 9,5. Вестите од Македонија. Земјоделските субвенции се испаќаат редовно. Во периодот од јануари до ноември месец годинава, од вкупно 101 милиони евра исплатени се повеќе од 90 милиони евра. Остатокот ќе се исплати до крајот на годинава пред се на поледелците и на лозарите, со што ќе се изврши целосна исплата на субвенциите за 2015 година. Според Министерството за земјоделие, задоцнување од 1 месец има во поледелството, но тоа се должи поради продолжување на рокот за поднесување на барањата. Во 2015 година се исплати родот на тутунот за 2014 во износ од 1,4 милиони денари. За угинатите грла од болеста сини јазик се исплатија 55 милиони денари, а досега за штетите од поплавите вкупно се исплатени 314 милиони денари на 2800 лица. Владата ќе ги награди најдобрите македонски студенти кои имаат просек од 9,5 на првите 3 рангирани универзитети. Студентите ќе имаат можност да патуваат во 3 европски метрополи – Париз, Венеција и Барселона, чии трошоци целосно ќе ги покрие државата. Оваа мерка ја спроведува владата со цел да ги стимулира академските граѓани да постигнуваат подобри резултати. Проектот ќе започне да важи од следната година и ќе има 2 тури годишно, од која едната ќе биде во мај, а другата во септември. Владата ќе инвестира и во нови училници, лаборатории и опрема, а ќе се менува и стариот лик на Финки, како и на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Ова е еден потик за младите да се борат и да имаат подобар резултат во своето учење, како и да акумулираат повеќе знаења, изјави премиерот Никола Груевски. Самит на шефови на држави и влади во Европската Унија во Брисел. Нова пратка муниција за арапски борци во Сирија доставија Соединетите Американски држави. Вести од светот. Дводневен самит на шефови на држави и влади во Европската Унија, на кои главни теми ќе бидат бегалската криза, заштитата на надворешните граници на Унијата, борбата против тероризмот и можното излегување на Велика Британија од Европската Унија, започнува денес во Брисел. На иницијатива на германскиот канцелар Ангела Меркел ќе биде одржан и состанок за распределбата на бегалците во Европа, на кои ќе учествуваат држави кои примиле најголем број бегалци.
Пред една недела, Словачка и Унгарија поднесоа тужба до Европскиот суд за правда поради планираното распределување на околу 140.000 бегалци во Унијата. Сега Германија и други западноевропски држави засилено бараат решенија независно од Источна Европа. Нова пратка муниција за арапски борци во Сирија доставија Соединетите Американски држави. Се очекува наскоро борците да влезат во борби со Исламска држава за градот Шадади, кој е важен логистички центар за радикалната организација. Тоа е трета пратка за сириските арапи откако Соединетите Американски држави почнаа да ги снабдуваат со муниција во октомври. Арапските борци се околу 5000 луѓе и заедно со курдските припадници се дел од воената коалиција Сириски демократски сили, јавуваат американски медиуми. Вардар го торпедираше Спартак во нивниот последен надпревар во рамките на СХ лигата за оваа година. 14-та победа за Металург во машката Суперлига. Ова се вестите од домашниот спорт. Во последниот надпревар оваа година во СХ ракометната лига, македонскиот ракометен шампион Вардар го пречека денеска во спортскиот центар Јане Сандански составот од Србија Спартак Војпут. Во својот 14-ти надпревар сезонова, црвено-црните на чело со шпанскиот стратег Раул Гонзалес славеа триумф над Спартак со конечен резултат 36-18. Вардар играше фантастична одбрана во текот на целиот надпревар, како и одличниот напад. Сето тоа профитира со убедлива победа на Вардар, вкупно 11-та. Вардар и натаму е лидер со вкупно 33 бода, додека Спартак Војпут по вчерашната победа на Макс Струмица останува на предпоследното место. Неефикасен во таборот на Вардар е Филип Лазаров со вкупно 10 гола од 11 обида, додека Петер Ангелов запише 11 интервенции. Вардар со победа ја завршува оваа 2015 година, а настапите во СХ и Лигата на шампионите продолжуваат веќе од следната 2016 година. Фудбалскиот клуб Работнички официјално го именува Томислав Франц за нов тренер на клубот, досегашниот прв асистент во сениорскиот тим, согласно договорот со раководството. Во следните 2 години ќе ги води романтичарите, наследувајќи го на клупата Игор Ангеловски, кој ја презема селекторската функција на Македонија. Работнички го гледа Франц како најдобро решение за тимот, со кого е веќе 7 години, а 3 како дел од сениорскиот погон. Тие сметаат дека тој го познава квалитетот на сите поединци и ќе продолжи успешно да го води кормилото на тимот. Првата прозивка пред зимските подготовки е закажана за 8 јануари, кога Томислав Франц ќе го одржи првиот свој собир со тимот како прв тренер. До тогаш тој ќе треба да подготви комплетна стратегија за активностите во следната сезона, како и трансфер листи и предлози за нови засилувања. Ракометарите на Металург ја забележаа 14-та победа во Суперлигата по триумфот на гостите и Радовиш со резултат 25-28. Со ова металурзите постигнаа максимален учинок во лигашкиот дел од напреварувањето. Наефикасен беше Јанко Божовик со 9 голови. Во меѓувреме се игра и мечот меѓу Прилеп и Вардар Јуниор. Утре ќе се сретнат Металург 2 и Тинекс Пролет, а ден потоа ќе се одигра на преварот Пелистер Охрид. На последниот ден од одигрувањето на последното коло од оваа полусезона и градскиот ракометен клуб Борец на домашен терен во спортската сала Гемиџи ќе го пречека тимот на Работнички. Надпреварот ќе започне во 15 часот. Барселона во финале со Ривер Плата. Голден Стейт со нова победа. Светското првенство за жени остана без домаќинот Данска. Меѓународни спортски вести.
Фудбалерите на Барселона очекувано се пласираа во финалето на светското клупско првенство, откако со 3-0 славеа над Гвангжу и покрај отсуството на Лионел Меси и Неймар, каталонците немаа поголеми проблеми да триумфираат во полуфиналето, а звезда на надпреварот беше Луис Суарес, кој ги постигна сите 3 погодоци. Барселона во финалниот дуел на шампионатот, кој се одржува во Јапонија, ќе се сретне со Ривер Плата, надпревар закажан за недела. Дванаесет надпревари се одиграа изминатата ноги во НБА лигата. Голден Стейт повторно во неговата препознатлива форма ја забележа 25-тата сезонска победа. Феникс си замина дома со негативо од 25 поени или со резултат 128-103. Клей Томпсон беше најдобар поединец на мечот со високи 43 поени, додека Стеф Кари и Дреймонд Грин додадоа 25, односно 16 поени за победничкиот состав. На триумф се радуваше и Сан Антонио, каде наефикасен беше Кавај Ленард со 27 поени. Во победата од 114-95 над Вашингтон, Пати Милс и Ману Джинобили учествуваа со по 11 поени. Кај Вашингтон Марчин Горат забележа дабл-дабл од 20 поени и 10 скока, додека со 20 поени средбата ја заврши и Џон Вол. Победи забележа и Мајами, Детройт, Атланта, Чикаго, Оклахома, Нью Орлеанс, LA Clippers, Индијана, Орландо и Нью Йорк. Репрезентацијата на Романија успеа да се пласира во полуфиналето на светско првенство во женски ракомет. По елиминацијата на Бразил во полуфиналето, романките во четвртфиналето го поразија и домакинот Данска со минимална победа од 31-30. Олимпискиот и европски првак Норвешка обезбеди исто така минимална победа од 26-25 против екипата на Црна Гора, за која пак ова е прв загубен надпревар во првенството. Првиот пораз на шампионатот значеше и крај за шансите за медал и за селекцијата на Русија, која загуби од Полска, исто така со гол разлика 21-20. Холандија со 3 разлика и резултат 28-25 ја победи Франција. Денеска е слободен ден за ракометарките, а веќе утре се играат полуфиналните дуели Холандија-Полска и Норвешка-Романија. Истиот ден ќе се одиграат и дуелите за пласман од 5 до 8 место Франција-Русија и Данска-Црна Гора. Времето денеска промени во облачно со сончеви периоди. Облачноста во текот на ноќта ќе се намалува. Температурата во интервал од 5 до 11 степени. Еве ги деталите. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!